Случајот со малото девојче Ембла ја крена на нозе целата јавност и ја исфрли на површина уште еднаш нефункционалноста на институциите, системските пропусти на Министерството за труд и социјала, но и вкоренатите предрасуди во општеството за децата со Даунов синдром. И по 2 недели игнорантски однос на институциите за гостиварскиот случај, одговорност и вина кај надлежните нема. 25 минути ги испитува нефункционалноста на клучните актери во процесот на социјализација на луѓето кои се брутално отфрлени од институциите. Младиот Александар Матовски Цако, лице со Даунов синдром, вели дека силно го погодуваат вакви настани како оној со малата Ембла. Јас лично со неја не се познавам, но можам да кажам, еве, во ова емисија што ја стримам, ќе збориме во ова прашање и можете да чуете еден ден од моите прашање посветено токму за ова, затоа што не е фер да му ограничиш на детето образование. Образованието е клучен фактор во понатамошниот тек на животот. Дали, Цако, имаше ти слични вакви некои случаи при твоето образование, дали наидуваше на вакви некакви пречки од општеството, од државата и како се успеваше да се справиш со нив? Тоа ќе одам за справувањето, пошто сум вече позитивец. Се справувам позитивно, со насмевка и со силата на мојата фамилија Матовци, кој што тоа би сакал и нив да ги поздравам. Татко ми Зоран, сестра ми Марија, брат ми Бојан и мајка ми Снежана. Секако и летот и снајата ме подгрижуваат во мојата борба. Јас не сум се сретнал многу, затоа што ми е косава. Да, постои еден период на стегнати услови за нормално функционирање, кој секој човек, но со борбеност со зелва може да се помине. Цако е активен граѓанин на оваа држава. Работи, се дружи, пишува поезија и размислува дали да запише магистерски студии. Откако пред неколку години зема диплома од педагошкиот факултет. Објаснува дека многу од овие работи би биле невозможни ако не бил прифатен во редовното училиште. И ја го водам животот онаков како што секој, да го кажам, условно нормален човек го живее. Кога више го спомна тоа како секој нормален човек, како си прифатен, Цако, ти во општеството, меѓу блиските, меѓу колегите во работата, дали имаш дали опкружувањето има предрасуди кон тебе или си најнормална и најличност, како и сите нас? Па за моја среќа, ја сум прифатен, премногу, заборав да ви кажам дека сум и поет, ова бодам да писувам, за земјата пиесувам обично, со доваѓање во град почев да го развивам и тоа, и почев да развивам и во поезите и социјални компоненти да ставам, веќе имам такви песни посветени, да не сум приватен. Па приватен сум, веќе ви споменав, посто сепак овие каде што сум денеска се високо образовни луѓе кои што ја знаат сферата, особено каде што јас работам. Тој истакнува дека борбата против предрасудите мора да продолжи, а медиумите според него се тие кои треба да помогнат во подобрувањето на животот на лицата со посебни потреби. Децата со Даунов синдром се мили сусесвам, како што ми е едно да кажам ангелчина, а не се ѓаволи, тие се многу милни. И знам да имаш нешто што ќе те тргне од колосек. Со мала, кога ќе одгостивар, не сме да се дозволи едно вакво општество, ваков инцидент, но за поздравување што медиумите застана зад ова девојче, кој што верувам ни дека и општеството ќе застане, пошто ја имам целосна поддршка им давам и на институциите да застанат зад овој случај и да ја разберат незе. Да го решат случајот.
Што ти им порачаш на децата со Даунов синдром, за да го живеат оној живот кој што малтене и ти си го успеал покрај сите потешкоти и сите работи, како што рече, во општеството што престојат? Треба ли да си ја, не знам, среќата и желбата за нормален живот да си ја продолжат, да си ја посакуваат и односно да си остварат? Пред треба да бидете креативни, затоа што само културата е лек за сите понатамосни активности и само таа лек која што те води во правец на подобро утро. Уште нешто сакам да кажам, пошто веќе кажувам 11 години, веќе не е дете девојчево, веќе станува сериозна личност и сакам да испредам уште една порака, а таа е само да се продолжи со борбата. Дискриминацијата силно ја вознемирува и Ребека Јанковска, родител на дете со попреченост. Незиниот син Маркијан сега е основец, но имале многу борби за да стигнат до тука. Деца како Ембла има во секој училиште, можеби, значи има училиште и каде што не е така. Меѓутоа, да кажам, секое второ училиште, градинка, се соочува со тој проблем наставниот кадар, родителите и дечињата. Значи сите компоненти страдаат поради тоа што системот не е доволно и добро професионално организиран. Значи имаме системски пропусти и едноставно сето ова ни се случува затоа што се работи површно, без некаква добра стратегија, значи без план, без правилници, само колку да се донесе на хартија закон, правилник некој кој што не соодветствува. Второ, родителите исто така не се консултирани за ниту една одлука што се носи во министерство или во влада. Има национално координативно тело во влада, меѓутоа колку што видов пред малку, значи од 2019 година немаме некој акционен план и тоа што се носи како одлука таму, координацијата меѓу министерствата не е повторно добра. Така да тоа е еден систем цел и Емла е само израз и олицетворение на тоа што ние го правиме како грешка со години, децении наназад, значи. Председателката на Сдруженијето за лица со Даунов синдром Трисомија 21 Јаболка Димитрова, вината за случајот во Гостивар треба да се бара кај директорот и наставниците. Зошто не застанале во одбрана на детето со Даунов синдром? Ова искрено ви кажам, како и на јавноста, на целата јавност, беше стварно едно непријатно изненадување во денешни услови да има една ваква реакција од родители, кои се исто родители, нели, на деца, кон едно дете со Даунов синдром, лице со посебни потреби, затоа што после толку години зборување за инклузија и сега се направија и тие чекори во основното образование, дури и закон се донесе, нели, во законските норми е вметнато дека може да постои инклузијата, може да се инклузираат и треба да се инклузираат сите деца во основното образование што се со посебни потреби. Е многу непријатно изненадување затоа што посебно јас како родител на дете со Даунов синдром и како председател и не е битно да член на Сдружение за лица со Даунов синдром, многу добро ги познавам овие деца, така да бев многу изненадена со образложението дека тоа дете било агресивна. Напротив, тие деца се многу питоми, мирни, иако им се приде позитивно, исто и така позитивно одговараат. На иста линија со Димитрова размислува и Ребека Јанковска, која отворено говори за проблемите во образовниот процес на лицата со посебни потреби. Проблемот почнува прво, значи, од немањето на анализа. Значи, ние треба прво да направиме добра анализа, потоа како кон секоја работа што се пристапува, потоа да ги земаме искуствата на оние земји кои што можеби се најблиску и до нашиот менталитет и кои што веќе се понапред од нас во инклузијата. Исто така сметам дека потхитно, тоа го кажуваме во сите наши барања и протести наназад што ги правиме постојано, дека подитно ни е потребно мапирање, статистика, значи да видиме колку лица имаме такви, како ќе ги вклучиме, кои лица може да ги вклучиме. Мапирање по многу основи, по пол, по возраст, по попреченост, по состојба на семејството, значи прашалници кои што мораме да ги изготвиме и потоа да знаеме на што сме, едноставно да направиме модел на образование и воопшто за се во ова наше општество, за лицата со попреченост, за ова ранлива категорија, па и лицата со ретки болести,
индивидуален пристап, значи за секое дете како треба да се постави, затоа што се работи за една многу специфична категорија на дечиња и на лица. Од самото излегување од врата вие веќе во нашето општество имате проблем. Немате пристап на тротоар, не можете да влезете во институција. Добро, сега нели се направија пристапност во јавните институции, се направи пристапност одлично, меѓутоа не треба тука тоа да застане. Значи секој треба да си го стави прстот на глава и да работиме на свесност уште во градинките. Одговорност мора да има, укажува Димитрова, особено доколку е направена дискриминација и е повредено правото на инклузивно образование кон дете со попреченост. Сметам дека треба да има санкции, меѓутоа се дека нема санкции, можеби ќе се дозволува вакво однесување да има спрема овие лица, доста да бидат на милост и немилост на разбирањето од родителите, од околината, а не да биде тоа едно правило или како да го кажам тоа, дека тоа дете тука е, мора да остане тука и треба да му се створат услови. Не можете вие детето да го смените целосно, за да оно се прилагоди на околината. Него и самата таа околина треба да се прилагоди кон ова дете и така треба сите во тој правец да работат. Малата Ембла стана символ на општеството и институциите, во кои никој не презема одговорност за отфрлањето и суровоста. Сето ова укажува на фактот дека на надлежните неопходно им е веднаш да изготват решенија со кои ќе се подобри животот на овие маргинализирани групи, кои секојдневно се судираат со стигматизација и дискриминација во општеството. Господине Лазовски, вие сте советник на Министерката за труд, новата министерка. Вие сте советник за деинституционализација. Случајот со малото убаво девојче Ембла, за кое се загрижи целото општество, искрено, и се заложи, но пред себе ставила пред општеството, и останатите чинители се разбира, би го ставила акцентот на родителите. Тие беа најзагрижени и нивната борба, заедно со нивните поддржувачи, но пред се акцентот се става секогаш на борбата на родителите, вроди со плод, заради тоа што малата Ембла не беше прифатена во училиште. Се разбира дека не ми е драго кој има случаи како овој со Ембла, на неприфаќање на дете со попреченост. Во конкретен случај беше во образование, ама може да биде било каде. Лично мене, исклучително многу ме потсети тој случај на пример, пред неколку години, не знам дали ќе се сетите, реакцијата на дел од локалното население од граѓаните во Тимјаник, при обидот да се отвори Министерката за Мила Царовска за труд, тогашна министерка, тоа го реши одлично. Но прашањето е сега со Сакам да речам, мислам дека ако јас го гледам тоа како паралела, мислам дека таквите случаи, потоа имавме слична реакција малку подоцна и со избегал. Само дозволете, не. Сакам да повлечам една паралела. Зошто? Драго ми е за реакцијата на јавноста. Тоа покажува дека и напорите и на институциите, и на граѓанските организации вродуваат со плод. Затоа што мислам дека ние како општество реагираме кога ќе видиме таа неубава слика во огледалото. Граѓаните ги интересира кој ќе одговара, мора да има некој одговорен за овој случај на Ембла, е секако имам вакви многу Мислам дека примарно е да поттикнеме да има инклузија. Јас не можам да ви одговорам кој ќе одговара. Јас лично не можам да одговорам. Кој може да го каже тоа? За тоа ви треба политички функционер кој ќе каже дали имало нека. Јас можам да кажам како стојат работите. Имате ли вие став како советник на министерката? Дали треба некој да сноси одговорност? Да не се повторуваат, знаете, казнивоста подразбира некаква лекција за иднината. Да. Мислам дека тука има повеќе поуки за разни, да речам, чинители општествени, не само за институциите. Не казнувања да бидат суспендирани и така натаму? Еден дел мон си истера постапка. И затоа мислам дека јавно соопштија пред некој ден како и што ќе направат. Кај нас мислам дека проверивме од комуникацијата и соработката и од разговорот со родителите.
на девојчето беше оценета за коректна соработката. Со центарот понудивме исто едно решение кое што можеби ќе поттикне позитивна разрешница на случајот. Јас мислам дека тука има простор воопшто општеството да извлече поуки. Како е можно се уште сега да ни институциите може да извлечат поуки. Јас извинувам што ве прекинувам. Не, нема проблем тоа. Вие одлично што го ставате акцентот на општеството. Институциите заради тоа што покажа дека родителите на малата Ембла се всушност државата. Што не треба да биде така. Не би се сложил со таа констатација дека родителите се држават. Притисокот на граѓаните во секаде во една демократија секако дека одлучувачки. Така е. Но институциите им одговараат на граѓаните, зашто вие служите нели на граѓаните. Ако лоша била услугата на Центарот за социјални работи, за тоа ве прашав, дали сметате дека треба да се сносат некакви Ама последици? јас не мислам дека била лоша нивната услуга. Па нели не знаеле што се случува? Не знаеле за конкретните проблеми во училиштето, но претходно тоа што било до нив, кај што сме имале соработка, јас не велам, тие можеле да бидат попроактивни, можда можеле подобар резултат да направат, подобра соработка со училиштето да имаат, но не гледам како да кажам, лично, стварно не гледам во овој случај одговорност кај Центарот за социјална работа. Кај кого гледате одговорност? Кај Центарот за социјална работа и кај социјалните служби не гледам. Иако тие немале представа што се случува со малата Немале, Ембла. можеле да бидат информирани, но во оној дел кога имале директна работа со и биле задолжени да дадат услуги на Ембла и родителите и семејството, тие тоа го направиле на начин што самите родители го оценија за коректен, за добар. Значи не гледате кај никого одговорност. Реков, не гледам кај Кај кого службите за гледате? социјална работа. Кај кого гледате? Не гледам кај службите за социјална работа, бидејќи тоа ми е дел од работата да го следам. Добро, мора да има некој одговорност. Не можам да знам кој друг бил вклучен, задолжен, што требало за образува. социјална политика сте. Океј да, и ние не сме одговорни да ги следиме што прават училиштата, што прават поединечни граѓани, дали во петицијата употребиле дискриминаторски речник или не, јас петицијата не видов, не знам. И за тоа има други, така. Како не ја видовте петицијата? Не ја видов директно не беше упатена до нас, таа до училиштето. Ама добро, вие сте Министерство за социјална политика, не ве интересираше петицијата? Тоа што било во училиштето е, како да речем, дел од образованието. Не го покриваме ние директно. Ние се вклучивме да пробаме да ги подобриме, да обезбедиме подобра разрешница на случај. Па ако сте се обиделе да понудите подобра разрешница, тогаш значи сте вклучени во тој процес. Даде, Откако ќе се случат работите, сте кога ќе има последици, не бевме после свесни претходно, претходно не ве интересира што се случува, но кога ќе експлодира, не интересира, не рекоме дека системот не бил запознат, не дека не интересира. Мислам дека е различно, така. И можда многу не е јасна вашата улога, не сте знаеле што се случува претходно, кога се случил веќе проблемот, сте се обиделе тогаш да го решите. Зошто не сте се бореле да не постои проблем тогаш? Затоа што колку и да се бориме да не постои проблем, нема да дојдеме до точка кога проблем не постои. И кога било директно врзано за нашата работа, ние сме одреагирале на начин, еве во последниве години случаите што ги спомнав. Тимијаник при отворање други групни домови, таму сме работеле со луѓето да се објасниме и да дојдеме до точка да кажеме дека можно е различностите, какви и да се, да живеат заедно, да живеат добро на Малата начин. Ембла тоа покажа дека не можат. Не би рекол дека не можат. Тој случај покажа дека има проблем. Дека има тешкотија во тоа. Да преминеме од една, а не дека не може. Доколку не се појавеше крикот, многу разочарувачки да заклучиме дека не можат. Тогаш да, веројатно треба клуч да ставиме на врата. Ако заклучиме сите дека не можат, дека не можат различности. Да беше свесноста, да не беше свесноста на родителите на малата Ембла, нивниот крик никогаш не имаше да се реши проблемот. Институциите не го решија проблемот, туку родителите на малата Ембла. Тоа што институциите го правеле, довеле до точка
Ембла да биде во редовно образование. Претходно учела во посебно образование. Поразговарајте и со нив и ќе видите дека е така. Почнала во посебно, потоа, заради тоа што институциите го направиле и заради некои системски промени, кои не се ни лесни, ни едноставни, дошла да биде во редовно образование. Јас мислам дека тоа е прво доказ дека можат да кохабитираат, второ дека има проблеми во тој процес и дека му треба и време и напор од различните ли. Не само од национални власти, туку и од локални и во крајна линија и од граѓаните. Граѓаните се виновни. Не реков јас тоа. Реков Граѓаните дека треба имаат соработка, обврска. дека треба да има соработка и да има некои работи да се одвиваат само со учество на различни чинители. Нема таа институција која може да наметне инклузија. И не знам Не треба дали... да работи институцијата за X. Па Никој не бара да ја работи. наметне. Примерот што ви го кажав, почнала во посебно заради системско решение направено од колегите од МОН, завршила во редовно. Исто мојата работа, деинституционализацијата, луѓе што со доцени живеат во сегрегирачка установа, безлична, за 200 луѓе, се враќаат во заедницата. Денеска имавме настанка што 5 лица со попреченост се вратиле во заедницата. Значи дека тој процес може да се одвива и дека има напори. Дали е лесно? Не. Ви честитам за наставот, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас вам. Ма каков е односот на германското општество кон децата со попречености? Дали е прифатено од страна на луѓето, имаат ли некакви проблеми со кои се соочуваат? Јас живеам во Западна Германија веќе 7 години. Тука се преселивме заедно со нашата ќерка Јоана, која што и сум посебен родител. Тоа значи сум родител на дете со здравствени предизвици. Јоана почина на 6 годишна возраст и значи нашата ќерка не е повеќе со нас. Меѓутоа, низ целото наше искуство и се што поминавме, ние имавме прилика да искусиме како ова општество тука е поставено во однос на инклузија на овие лица, на лицата со попречености. Значи, таа посетуваше градинка и инклузивна градинка во која што групите беа поделени на 15 деца, каде што 10 дечиња се со типичен развој, значи здрави деца, и 5 деца со посебни потреби. Годините во кои што Јоана посетуваше градинка ќе ми останат во најдобро сеќавање, затоа што количината на љубов и внимание која што таа ги добиваше од учителките, директорката и другите деца, можат стварно да се мерат со нивото на количина на љубов и внимание што таа ги имаше и дома. И едноставно, низ годините на родителски средби кога одевме со сопругот, без да бараме никакви дополнителни појаснувања, самите учителки ни кажуваа дека родителите на деца со типичен развој бираат намерно да ги однесат децата во инклузивна градинка, заради, како што тие велат, сакам моето дете да се учи од мали нозе дека инклузија мора да има и дека различностите се во ред. Или, например, сакам моето дете да оди во инклузивна градинка за кога ќе порасне, да не се плаши ако треба да има интеракција со лица со попреченост. Така што тука мислам дека станува збор за две многу важни разлики, а тоа е разлика во мајндсетот на луѓето, на целото општество и разлика во тоа колку се спремни институциите и системот да им пружат заштита на лицата со попречености. Јас воопшто не сум поддржувач на разговорите од типот како на запад цветаат рози, а ништо во Македонија не чини. Значи, не поддржувам такви разговори и морам да кажам дека од 83 милиони луѓе колку што има држава Германија, веројатно постојат некои поедини случаи каде што некој родител приговара можеби што неговото дете оди со такви деца во школа, нели тоа се такви деца. Меѓутоа, пошто сум многу лично засегната темава, можам да кажам дека разликата во мајндсет на луѓето во општеството кај нас во Македонија и тука во Германија е огромен. И не само во Германија, туку во западните развиени земји. Сега, по реакциите што ги гледам со случајот со Ембла и го пратев исто случајот со Тимјаник од пред неколку години,
излегува дека поголем дел од македонската јавност ги осудува и го критикува овој начин на дискриминација, што значи поголема бројот на луѓето што се спремни за инклузија и се спремни да поддржат и се спремни на различност. Но луѓето од другава група кои што осудуваат се очигледно погласни и затоа доаѓа до вакви неубави настани. Јас имам две пораки денеска. Едната се однесува на родителите кои што имаат здрави деца. Вие кои што не сакате вашите деца да учат со деца со Даунов синдром или аутизам или било која друга попреченост, јас знам дека вие сакате да ги заштитите и мислите дека вашите деца ќе напредуваат повеќе интелектуално ако се сами во класот и повеќе ќе постигнат во образованието. Предпоставувам дека тоа е причината зашто бойкотирате наставата. Не можам да замислам друга причина. Меѓутоа, размислете каква услуга им правите на вашите деца. Вие со ова им кажувате на вашите деца дека да се има попреченост е страшно, дека тоа не прифатливо. И утре вашите деца кои ќе пораснат, ќе бидат возрастни луѓе кои што се плашат од диагнози, од синдроми и од луѓе кои што се различни. А што ќе биде ако тие деца добијат деца со посебни потреби? Дали гледате како ова сите нас не тангира и како сме сите поврзани? И ако имате страв од аутизам, Даунов синдром или било каква друга попреченост, едноставно едуцирајте се на темата. А другата порака што имаме до родителите на деца со посебни потреби, а тоа е да се гордеете со вашите деца и да не се срамите да ги покажете и да не се плашите да говорите јавно за нив и за нивните права. И барајте ги луѓето со прогресивен мајндсет околу вас, затоа што ви гарантирам дека ги има и дека се во поголем број, само не се толку многу гласни како вие родители кои што осудуваат и се нетолерантни. Маја, многу ти благодарам за овој разговор.